Вторник, 9 мај, кратки вести во 12 часот. Се поклонуваме на борците кои ги положија животите за пораз на фашизмот, од чии што рушевини е изнедрена македонската државност, порача премиерот Димитар Ковачевски по повод 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Нашата држава секогаш преку дела е на вистинската страна на историјата. Беше на бојните полиња во Втората светска војна меѓу прогресивните и антифашистички сили, е и денес рамо до рамо во НАТО и со државите членки на Европската унија во одбраната на мирот, вели Ковачевски. На 9 мај 1945 година, со потпишувањето на безусловна капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, која однесе повеќе од 50 милиони животи, во која учествуваа 61 земја. И годинава нова генерација млади лебеди ги разубави водите на Охридското езеро. Во присуство на родителите, тие се вистинска атракција по најатрактивниот дел, по кејот на езерото, но и во каналот Студенчишта. Лебедите се гнездат во периодот април-мај, а повозрастните паметат многу поголема бројност на овие прекрасни птици во Охридскиот регион. Како главни причини за намалувањето на нивниот број се наведуваат загрозувањето на нивните живеалишта во природата, но и огромното влијание на човекот врз животната средина. Средношколци од Охридското средно општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи го снимија филмот Студенчишко блато, белите дробови на Охридското езеро, преку кој апелираат на заштита на студенчишкото блато. Со ова дело го освоија третото место на надпреварот Образовно рандеву 2023, што се одржа во Гостивар, во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта во Македонија. Времето денес претежно облачно и посвежо со врнежи од дожд, дува слаб до умерен ветер од променлив правец, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.